Во текот на изминатата седница, општина Новаци одбележа 2 големи јубилеи. Еве едно мало потсетување. Низа активности и свечена седница денеска во Новаци при одбележувањето на 21 годишнината од постоењето и 60 години од основањето на основното училиште во оваа општина Славко Лумбарковски. Големи значаен јубилеј се одбележувал денес, вели првиот човек на општината, посебно кога зад себе имал оставнина за подобри услови за животот на новачани. Се гордеем со тоа што го запревме иселувањето. Немаме големо иселување од нашата општина. Можам да ви кажам еден податок дека зголемен е и наталитетот на општината. Тоа се должи сето на овие преземени мерки кои ги правиме во делот на општината, да ги подобриме условиите, да имаме што подобри услови за нашите граѓани. Плюс тоа ги стимулираме младите брачни парови. Ево, скоро 10-та година кај што плаќаме за новородено дете по 5000 денари, плюс за старите ергени имаме одобрено да им платиме овие трошкови за свадби, за крштевки, за венчавки. Сето тоа го подмирува од буџетот на општината. Иако рурална, Новаци е една од ретките општини која предничи во искористеноста на европските пари преку ИПА програмите и преку граничните проекти со соседна Грција, Албанија и Бугарија. Имено парите кои се инвестираат во Новаци покрај добар живот обезбедуваат и развој на алтернативниот и меморијалниот туризам. 21 година постоење на општина Новаци и 60 години од основното училиште Славко Лумбарковски во Новаци. Тоа беа двата големи јубилеи, причината за моите денешни гости, господинот Лазар Котевски, градоначалник на општина Новаци, и господинот Васко Ристевски, директор на основното училиште. Добре ми дојдовте. Добре ме најдовме и голем поздрав за гледачите на телевизија Мега. Добре ве најдовме и ви благодариме на поканата. Градоначалник, ќе започнам со вас. 21 година од основањето на општината, значи не се малку. Во некои земји дури тоа се рачуна како право полнолетство. Еве, толку години зад вас, успешна работа, нема да се излажам ако го кажам ова. Постојано работите, се трудите, се во прилог на подобар живот на граѓаните и жителите на општина Новаци. Што се сте направиле во изминатиот период за новачани? Точно така е, да ви кажем, секоја година прославуваме постоењето на општина Новаци од осамостојувањето на Република Македонија. На 30 ни беше празникот ни, 21 година јубилеј, а исто така и 60 години од постоењето на училиштето Славко Лумбарковски. Јас ќе се вратам малце поназад, 2005 година со децентрализацијата на општините. На оваа територија која сега ги имаме општина Новаци, функционира 3 општини: Старавина, Бачи, Новаци. И со новата децентрализација ние сме една општина со голема територија, многу населени места, нажалост, овој жители помалку. Сепак, и покрај тоа, ние се трудиме во општината и јас како градоначалник да створиме што подобри услови за живење на нашето население. Во тој дел имаме преземено доста активности. Во делот на инфраструктура, на водоводи, на канализациони мрежи, во делот на здравството, на спортот, на образованието. Во овој дел, нарочито во инфраструктурата, имаме доста постигнато. Имаме секоја година и во изминатиот период асфалтираме скоро по 4 километри улици во населените места. Јас да ви кажам право, сега ќе ми остани, немаме многу за асфалтирање улици, бидејќи ги асфалтираме. Имаме асфалтирано регионални патишта и нарочито локални патишта. Локалниот пат Гнеотино Брод, кој поплавите во 2015 година го уништија во должина од 3 километри, сега е асфалтиран. Изградивме физкултурна сала, изградивме повеќе наменско игралиште,
Скоро 6 ракометни игралишта ги имаме по другите села. Сето ова го преземаме да створиме што подобри услови. Едноставно да го заприме иселувањето село, град или село преку океански земји или странство. Голем број на жители од Новаци се наоѓаат надвор од држава во смисла на тоа по светот и не има во Австралија, Канада и на многу други места. Што со таквите луѓе? Имаат ли интенција, бидејќи сега условите во Новаци се на многу високо ниво, планираат ли луѓето да се вратат во татковите огништа, да реновираат куќи и да барем ако не повеќе во летниот период да се вратат и да престојуваат тука? Навистина така, имаме многу иселени жители од кај нас. Тие миграциони движења 60-тите, 70-тите години ги опустошија тие села, бидејќи нема услови за живење. Сега створивме услови, јас доста имам бидено и во Австралија, и контактирам со нашите овие иселеници. Она постара генерација има некоја носталгија према родниот крај и многу од нив си има дојдено и ги има посетено, ама има и што нема дојдено и се распрашува како, дали се подобрени условите, дали има нарочито пристап, пат, дали има електрична енергија, дали има водовод, дали има канализација, дали патот е направен. И имаме заинтересираност. Имавме ние две компании на наши селеници од Австралија, кои во индустријската зона која ни беше лоцирана до манастирот Пресвета Богородица, а нажалост поплавите ни нанесоа доста пречки тука и извршивме дислокација на зоната. Да, и сега ги нудиме тие парцели. Готово беше да се почни, ама сега се створија нови услови, имаме и други парцели, купи куќа за млади, каде што владата на Република Македонија ни доделува средства за уредување на земјиштето, каде што ќе се донесат и струја, и вода, и канализација, и пристапо на улици правење. Сето тоа дава едни големи можности да нашите граѓани да останат во своите родни краишта. Ќе продолжиме, градоначалник Сона, бидејќи имаме со вас многу за зборување, да не го запоставиме нашиот друг гостин. 60 години од основното училиште Славко Лумбарковски. Низа активности секоја година. Не сте училиште кое што може да се рече дека е во рурална средина, па нема активности, се оди само на онај шаблон да се завршат воспитно-образовните процеси. Како сте вие задоволен како прв човек на оваа установа со толку голем јубилеј зад себе? Каква е бројката на учениците? Дали ни се зголемува во последниот период? Како прво да ви се заблагодарам за поканата. Навистина, оваа година е, како што кажавме и вие и градоначалникот, славиме 60 години. Јубилеј за нас доста значаен. Кратко за нашето училиште, сакам да кажам дека нашето училиште е составено од едно централно училиште кое што се наоѓа во општина Новаци, поточно во селото Новаци, и уште 8 подрачни училишта распоредени на површина од околу 750 км². Приоритет пред се нас, ние како училиште, ние во центарот на вниманието ги се децата. Целта е да бројот на учениците од година во година, можеби не во некој голем значаен број, расте. За разлика од лањеве имаме повеќе околу 5 ученици. Вкупната бројка на ниво на цела општина во училиштето се 269, од кои 148 се во основното училиште, во централното училиште во Новаци. Од општината Новаци, искрено да ви кажам, имаме многу голема помош во делот на инфраструктура. Со децентрализацијата, нас ни припадна и селото Далбеговци, тука со помош на градоначалникот, значи се изгради ново монтажно училиште. Исто така, не сите згради кои што навистина беа руинирани од периодот од 45-та година пак наваму, беа реконструирани од општината, значи обновени
комплетно од покрив, од фасади, од внатрешно уредување на училниците. Голема грижата е исто така за пограничните училишта во селото Бач Гермијан и Живојно. Активностите во училиштето, значи покрај оној задолжителен воспитно-образовен процес кој што кажавте, ние сакаме да излеземе и да покажеме дека на нашето училиште навистина има потенцијал, а тоа го покажуваме преку многу проекти во кои што сме вклучени. Исто така, лани бевме вклучени во, значи, патронатот, го прославивме во духот на мултиетничкото живење, значи имавме еден конкурс за иновативни практики преку проектот USAID, каде што беа вклучени многу институции, надворешни институции, како што беа Педагошкиот факултет, Сдруженијето за уметнички ракотворби од Битола, потоа училиштето Гоце-Делчев од Битола, училиште од Добрушево и други институции. Значи во секој дневното работење ние настојуваме да ги вклучиме учениците и вработените и заедно со родителите. Сме отворено, транспарентно училиште каде што сакаме се повеќе и повеќе да се доближиме до местното население, да се доближиме до локалната заедница. Навистина има многу проекти кои што би ги наброел во овој момент. Ние настојуваме на секој начин да се промовираме и во општината и надвор од општината. Навистина. Така. Се извинувам, во интерес на времето, градоначалник, како што кажа и директорот, вас ве има и во образованието. Општина Новац е една од ретките каде што функционира и Центар за ран детски развој, каде што се градат нели тие повеќе наменски игралишта, па имаме спортски центар, имаме најава нели за затворен базен, нешто што можам да кажам дека урбаните средини го нема. И тоа го имаме, да, имав прилика гостин да ми биде Светлана Петковска, каде што постојано разговаравме за вас, вика, во малите општини градоначалниците имаат големи срца. На што се должи сета оваа заложба? Може ли да се каже дека вие правите подвојување меѓу народот, еден е ваков, друг таков, или вие сте градоначалник на сите? Видете, точно ова прашање што ми го поставите. Јас не правам разлика меѓу ова партиска поделеност кај нас стоја. Јас сум градоначалник на сите граѓани и на сите му излегуваме во пресред. А овие што ги наброивте, сите овие активности кои ги преземаме и ќе преземаме понатаму, сето тоа е по барање на нашите граѓани. Нарочито оваа игротеката, таа е спонтано под еден проект почна. Тја затворавме, па имавме големи ургенции од населението, па ја оставивме со финансирање од општината, ја финансираме и сега дојдовме до еден објект, те отвораме градинка. Тоа е голема придобивка, мислам, за нашите жители, бидејќи одгледувањето на малите деца е голем терет. Нормално е, ако не на родителот, тогаш на бабата и на дедото. Во секој случај, да. Ние како дедо на два внуци. Точно. Нарочито не можеш дома да си работи сите работи и плюс тоа емансипацијата и ова дружењето и развојот. Друго е во такви средини во градинки, него да биде заедно, само да го воспитува домашно воспитање. Мемориалниот и алтернативниот туризам. Вие сте познати не само во обкружувањето, туку и надвор од земјава и на повисоко ниво во земјава, дека како рурална средина и предничите во делот на искористување на ИПА програмите или оние европски фондови кога станува збор за прекуграничните проекти. Меѓутоа, насоката е конкретно кон развој на алтернативниот туризам, мемориалниот туризам. Зошто е тоа така? Заради природните убавини кои што ги поседуваме, заради оние моменти од Првата светска војна, бидејќи Солунскиот фронт тука бил, го користиме потенцијалот или можеби нешто друго е во прашање? Точно така делува и тоа што го имаме, ама делува и ангажираноста околу тие работите. Навистина, како општина, доста се ангажирани околу проектите, пласирање на проекти за алтернативни, односно селскиот туризам. Ние сме една рурална општина со голем вака рейтинг околу користењето на
ИПА програмите од Европската Унија и прекограничната соработка. Имаме доста добивено проекти, нарочито овие два проекти Жива историја, Жива природа 1 и Жива историја, Жива природа 2, кои еве при крај сте имавме завршна конференција со општина Алмопија, со која добро соработуваме и покрај недоразбирање меѓу државни, недоразбирање меѓу Република Македонија и Република Грција, ама во тој дел ние ја спроведуваме таа работа. Тука, давајќи му предност на алтернативниот туризам, бидејќи имаме такви предели каде што може да се произведува чиста, незагадена храна, имаме чиста природа, недопрена, и мора да ги искористиме тие ресурси. За таа цел, како општина имаме преземено, бидејќи ние имаме и многу објекти како општина. До 2005 година што беа објектите на Република Македонија се пренесија по општините, па да ви кажем околу 200 објекти во Маријовскиот дел, имаме ненапуштено, тие одстапени на времето, знаете како родителите ги оставаа и земјите и куќите, па се преселуваа во овие урбани средини за да земат дечки. Сега тие ни остана нас и ние ги даваме на подолгорочна концесија со програма, све со цел тој дел да го поттикнеме, младите да ги ангажираме. Ние имаме многу, доста соработка и со други држави кои се членки на Европската Унија, нарочито со Словенија, Хрватска, со Бугарија, и јас имам бидено во посета кај нив, а вие да знаете дека каков приоритет му даваат на семејниот бизнис. Сами си работат фамилиарно, не се на терет на државата. Јас во меѓусебен разговор вака ги прашував, добро, работа не бараме, не, каква работа, ние си имаме работа ова. А тоа има голема масовност. Исто и со Нормандија. Земајќи пример од нив, ние сакаме тоа да го пласираме, бидејќи имаме и услови. Имаме чиста, недивната природа имаме во Маријовскиот дел. Сега во тој дел само уште да направиме инфраструктурата, да ја подобриме. И јас мислам, еве и повикам нашите млади и од регионот, и од Битола, и од Новац, да се зафатат со такви работи, тој туризам носи голем бенефит. Ние имаме големи знаменитости во тој дел. Со овие проекти ги обновуваме, се имаме едно партерно уредување на река Пањарка, ќе видите, кој ќе пуштаме, дека тоа уникат ќе биде во регионот. Ќе продолжиме на оваа тема. Директор, едно прашање до вас. Кога го имаме Центарот за ран детски развој и запишуваме првачиња, се гледа ли разлика помеѓу децата оние кои што го посетувале центарот во однос на знаењата кои што ги имаат кога ќе дојдат во првиот училишен ден, наспроти оние деца кои што биле растени со баба и со дедо? Еве едно прашање како психолог и како директор, со што сте се соочиле? Вака, нормално дека разликата е многу голема, од проста причина бидејќи друго е кога развојот, уште во раниот развој детето ќе го преземи стручен наставник или без разлика тоа да е стручен соработник некој, кога тоа ќе дојде спремно во прво оделение, голема е разликата. Сега за разлика од порано, бидејќи јас сум во Новаци 15 години како наставник претходно по физичко и здравствено образование, искуството ми покажува дека со отварањето на овој центар децата доаѓаат поспремни, децата доаѓаат веќе со знаења, со претходни знаења, кои што нормално дека во воспитно-образовниот процес од прво оделение е многу од големо значење и поолеснително е за сите наставници. Дополнително, кога сме кај образованието, пред неколку емисии моја гостинка беше тука, едно девојче од Новаци, кое што ја посетува паралелката на француски јазик во Јосип Броз Тито гимназијата,
И можам да кажам дека децата од Новаци не се разликуваат по ништо во однос на децата кои што учат во урбаните средини. И тука се дава влог, нели? Да, во секој случај имаме доста таленти и надарени ученици во значи и од делот на познавањето на странски јазици, имаме доста таленти и за пеење, и за цртање, и за спортски активности. Општина Новаци е позната и доста по спортот, особено омилен е општината фудбалот. Значи таленти постојат многу. Исто сега со градоначалникот пишавме договор за учество на наши деца, талентирани ученици кои што ќе учествуваат на делот како дел од Евровизија, кој што ќе имаме претходно значи аудиција, па потоа во Скопје главната манифестација и се надевам дека ќе бидеме доста задоволни со ученици кои што веќе во очекување се кога ќе се случи што побрзо да ги покажат своите таленти. Значи анимирањето е во секој дел. Анимирање обавезно, да го надополнам директорот дека ние меѓу ретките избрани сме за ова манифестација, да. Уште малку ќе останеме кај туризмот, ќе се навратам на него. Колку вие, како човек пред се, а потоа како градоначалник, кога ви се даде функцијата градоначалник, без тие ИПА фондови, европски фондови, ќе се зафатевте да ја работите оваа работа во однос на развој на селскиот туризам, развој на меморијалниот туризам. Жител сте на Новаци, ги познавате сите тие објекти, така да се изразам, бидејќи како дете сигурно таму биле вашите игри. Меѓутоа, дали ако не беа тие пари, дали парите беа пресудни по-конкретно за да постигнеме толкава цел, или можеби и сепак ќе беа заложбите насочени кон тоа поле? Па видите вака, парите играа улога во овој дел. И добро е тие пари што дојдоа, ама сепак ние во стратегијата на општината постоеше тој развој. Може малце ќе ни одеше поспоро ради финансиските средства, ама да ви кажем вака и благодарение и на владата и на министерствата кои не поддржуваа во овие проекти. А тоа е све со цел да заприме иселување на цело град, да не ги пренатрупуваме урбаните средини. Имаме и стимулација за оние стари ергени. Имаме и дополнително зголемување на наталитетот во Новаци. Имаме навистина оваа година, директорот знае дека тргнавме со наталитетот малце нагоре. Нажалост, тие погранични села, старосната граница е многу висока, таму наталитет скоро и немаме. Па затоа овие акции ги преземаме за околу алтернативниот туризам, да ги вратиме луѓето некако назад. Има голема заинтересираност, да ви кажем, нарочито од овие туроператорите кои се заинтересирани да носат туристи, бидејќи пре ви кажем имаме доста културно наследство од тој дел. Само еден податок да ви кажем дека имаме 59 цркви и 39 манастири. Тоа останало како културно наследство и ние ги поможуваме на им. Не кој знае колку, ама да се одржат тие, да не дојдат под забор на времето, па да ги уништиме. Докаде сме со деминирање на оние патеки или места каде што останало од Првата светска војна неексплодирани? Овој проект Жива историја, жива природа 2 предвидуваше деминирање во делот на Камачулан и деминиравме една патека од 6 километри, која е за користење, бидејќи туроператорите има донесено таму, до одредено место ги имаме однесено, после се изложуваме на некој ризик непредвидлив, оти навистина таму има доста неексплодирани мински тела. Јас само еден пример да ви кажем, пожари 2007 година имавме, каде што жива сила не можеш да поеди таму људска, човечка. Дојдоа и хеликоптери да гасат и тие ја напуштија, бидејќи тоа такви експлозии не може како војна да се водиш, да кажем. Треба да извршиме деминирање во тој дел, за да го заживееме
планинарскиот туризам, имаме джип турнеја, велосипедска патеки, турнири правиме во мали фудбали, меѓународен турнир сега имаме, кој ќе продолжиме и понатаму. Ми помага овие средства од ИПА програмите, ние учествуваме на сите повици, каде што добиваме на вистина, сепак тоа е стручно да се припремат такви. Значи ли тоа дека зад вас постои тим кој што на вистина си ја знае работата кога станува збор за европските фондови, не е ништо страшно да се аплицира, меѓутоа неопходно е да се знае како. Многу од општините немаат познавање. Значи ли ова дека тимот кој што стои зад вас е? Имам добар тим на вистина во општината, ама ако ние се служиме со други консултантски куќи, кои ни помагаа во тој дел. Има и поголеми општини што не ги користат, па искористеноста на тие ИПА програми во Република Македонија е многу. Јас пак ќе се вратам на Словенија во меѓу себе разговор, вака тие до 95% од средствата ги користат. Ние сме многу мали во тој дел, а тоа се должи навистина околу припремата на документацијата. Јас општина Новаци пак ќе ви кажем, има тим, ама користиме и надворешни соработници кои се поупатени во овие. Директор, имаме ли некоја најава за некој нов проект покрај или оваа манифестација за учеството на Евровизија детската? Во следниот период не очекуваат неколку активности. Во делот оваа година училиштето заедно со општината, значи вклучени бевме нормално како во делот на проектот на екологијата и за прв пат оваа година училиштето Новаци доби зелено знаме. Со општината имаме активности околу екологијата, значи во делот на засадување на дрва, во делот на поставување на канти за отпад, потоа канти за рециклирање на отпадот, значи селекција на тој дел на отпадот. Исто така имаме развиено соработка благодарение на градоначалникот, на посета ни беа од 3 општини, општина Хрпеле, општина Дугират и од Комонвел, од Нормандија, од Франција. Значи нивните представници беа доаѓени тука, исто така и наставничката по француски е вклучена во тој проект. Значи отворени се на старт сме на неколку проекти кои што и во делот, значи кои што се од Министерството за образование и во делот кој што ги реализира општината Новаци. Исто така заеднички го реализираме проектот, значи мемориалниот турнир Пеце Матичевски, значи покрај тоа што општината си го реализира со спортски екипи од други општини, тука го реализираме и ние како посебен проект. Тука ги каниме, значи, училишта од другите општини. Вклучени сме во доста проекти кои што допрва, мислам, ќе ги покажат резултати. Ние на секаков начин настојуваме да го промовираме нашето училиште. Помошта е во секој случај значајна од општината, меѓутоа допрва ќе зборуваме за. Нема проблем, ние сме секогаш тука отворени врати. Градоначалник, ни се ближи времето каде што ќе морам да ви кажам благодарам, меѓутоа само уште едно кусо прашање. Споменавме дека асфалтирањето остана уште малку. Ретки се оние проекти кои што сте ги оставиле незавршени од годинава за до година, меѓутоа имам една специфична состојба, така да кажам, во државава кога работите се некако испомешани, ни предстојат локални избори. Значи ли тоа дека повторно ќе се кандидирате за градоначалник на општина Новаци? Па да ви кажам, право ќе се кандидирам и си имам кандидирано, бидејќи ВМРО ДПМН објави и оглас, транспарентен оглас, кој сака, кој е член на ВМРО и кој не е член симпатизерие, си има јавено. Јас ќе одам уште овие 4 мандати, ако партијата ме потврди изборот, затоа што, да ви кажем, имам проекти кои ќе останат за памтење, сакам да ги завршам. Прво, имаме 3 проекти
кои се од витално значење за општината. Искористување на парното грејење, тие цевководи, не е само за грејење на објектите и на деловните простори, ќе биде искористено за грејење, бидејќи врви низ многу плодно земјиште тие цевководи и заинтересираноста е доста голема за отворање на пластеници, раноградинарски култури. Вториот проект кој е многу важен во склопо на ова е префрлување на системот за наводнување на Стрежево, каде што до Могила и дел од Могила имаме околу 3000 хектари индивидуално земјиште кое ќе се наводнува и бенефитот за земјоделците ќе видат и тоа многу голем. И третиот проект кој навистина долго време не ни е остварен, тоа е асфалтирање на регионалниот пат Рапец-Трафина. Тој влезе во програмата, влезе и во програмата на владата. Ние ќе почнеме со тоа, ама нажалост овие политички превирања и колку да сакаме да речеме дека не запира во развојот, имаме пречки во тој дел. Еве и со именувањето на градоначалник, нашиот мандат е до 15 мај. Сега натаму не знаеме како ќе се реши тој проблем, а треба да се реши бидејќи јас не зборувам само за мене, зборувам за сите, за цела Република Македонија, каде ќе се најдеме во еден вакуум кај што не може овој развој што дискутираме да се продолжи. Да се надеваме дека нема да дојде до тоа. Да се надеваме, вистина. Ви посакувам успех на сите полиња. Вас како градоначалник и сегашен иден, дај Боже, вас како директор на основното училиште и понатаму да имаме проекти со кои што навистина ќе се гордееме. И дај Боже, ако не до година, ама барем за скоро да ве видам повторно тука, да си поразговараме за остварените работи и ви благодарам сепак што одвоивте време ова утро да бидете со мене. Благодарам. И јас ви благодарам на поканата, па ќе се гледаме повеќе пати вака. Ви благодарам, а ние, почитувани гледачи, утринската програма ја продолжуваме понатаму.